Ја следите програмата на КТВ, почитувани гледачи, во продолжение емисијата со повод. Безбедноста во сообраќајот е тема на ова издание на емисијата. Ќе се осврнеме на работењето на Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата Кавадарци. Во изминатиот период реализирани се низа активности се со цел да се подобри безбедноста на сите учесници во сообраќајот. Заедно со нас е господинот Љупчо Лазов, председател на Општинскиот совет. Добро ни дојдовте. Добро ви најдов. Вие сте избран за председател на Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата. Кажете ни, еве, од кога сте на оваа функција, како работи советот? Да, пред да одговорам на вашето прашање, би сакал малку вовед. Имено безбедноста во сообраќајот на патиштата представува сериозен предизвик, но и голем проблем во сите развиени земји, затоа што се случуваат голем број на сообраќајни несреќи, гинат многу луѓе во сообраќајни несреќи, многу остануваат повредени, се случуваат големи материјални штети и така натаки, така да секоја земја на некој начин презема одредени мерки за подобрување на состојбата со безбедноста. И тие мерки во главном се состојат од градење на современа убава патна инфраструктура, потоа едукација на населението и се разбира со закони кои што ги носи со цел да се почитуваат сообраќајните правила и прописи. Значи, се прават напори да се намали тој број на сообраќајни несреќи, покасно и ќе кажеме со бројки според Светската здравствена организација колку тие изнесуваат. И това, како вовед сакам да го кажам, дека и во нашата држава, во нашата општина, се преземат одредени активности и мерки кои што ќе го подобрат сообраќајот во смисла на неговата безбедност. Инаку Советот за безбедност во сообраќајот, Општинскиот совет, е орган на локалната самоуправа, на Советот на локална самоуправа, он го бира на предлог на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот, што значи дека на некој начин ние с неја некој орган кој што треба сите активности и мерки кои се преземат на централно ниво, значи во Републиката, ние треба да ги реализираме во општината, се разбира во соработка со локалната самоуправа, со полициската станица и така натаки. Значи, наша основна задача е да соработуваме со овие институции и да работиме на планот на подигање на нивото на безбедноста во сообраќајот. Како председател само уште сакате уште ова, советот го сочинуваат 7 членови, компетентни луѓе кои што се од областа на сообраќајот, еве само да кажам дека 20 се сообраќајни инспектори, 20 се сообраќајни инженери, еден е новинар и 20 се професори по техничко и образование и сообраќај. Советот работи според програма која што ја усвојува Советот на локална самоуправа и во текот на годината според таа програма се случуваат поголем број на активности кои се во функција на подигање нивото на безбедноста во сообраќајот. Токму така и од кога сте на функцијата председател на Општинскиот совет сте активни на терен со сите акции кои што се реализираат. Кажете ни нешто повеќе за тоа. Напорно ли е да се биде прв човек на ова општинско тело за безбедност? Јас да ви кажам, работам како професор, работев, усвари сега сум во пензија, работев 40 години како професор по техничко образование, тука спаѓа и сообраќајното образование. Имав многу резултати пред се на овој план на сообраќајни надпревари активности. 2 пати бев на европско такмичење по сообраќај и ова го кажувам за да бидам јасен дека навистина сообраќајот го сакам, ми лежи, така да речам, односно сакам да работам со младите за да помогнам во нивната едукација
односно нивното сообраќајно воспитување и образование со цел да се подигне нивната безбедност во сообраќајот, односно да дадам придонес за секое дете кое што учествува во сообраќајот да научи правилно да се однесува како не би се случило она што никој не го посакува. Инаку содржината на нашата програма која што ја реализира во текот на годината, 80% од неа се однесува на едукација на младите, пред се на популација, школската популација, на учениците, затоа што нив ги сметаме дека се најранлива категорија и најмногу треба на нив да им помогнеме, а тоа значи дека едукација значи дека работиме со нив за да ги научат сообраќајните правила и прописи и на тој начин придонесуваме за нивната безбедност. Значи, дете кое што ги знае сообраќајните правила и прописи, се однесува, ги практикува кога е вклучено во сообраќај, тоа значи дека оно е безбедно. Зошто сега младата популација? Па да ви кажам дека сообраќајната едукација на децата од најрана возраст е основниот начин за долгорочно и трајно подобрување на безбедноста во сообраќајот на патиштата. Само на тој начин, ако ги едуцираме младите, создадеме кај нив оние правилни културни сообраќајни навики, можеме да сметаме дека навистина не постапиле правилно, затоа што тие кога ќе пораснат возрастни, ќе ги задржат тие навики и на тој начин ќе бидат одговорни учесници во сообраќајот. Односно, едуцирајќи ги младите, ние градиме општество со одговорни учесници во сообраќајот. Како е реализирано? Само ако сакате да завршам, зошто младите? Затоа што полесно ние да ги едуцираме младите, да создаваме кај нив културни сообраќајни навики, отколку да ги менуваме навиките сообраќајни кај возрастните. Тој дел и ние него буквално не го работиме, тој е дел на полицијата, и на тој начин, создавајќи такви навики, ние го правиме оно што ни е цел како совет, а тоа е даваме придонес за безбедноста во сообраќајот. И уште една работа, тоа е дека децата се најзагрозена категорија во сообраќајот и навистина на нив најмногу треба да им се помогне. Па ако сакате да бидам и до крај искрен, нив најмногу ги сакаме и затоа и сакаме да им помогнеме. Како се реализира програмата која што рековме дека содржи повеќе активности во текот на годината? Да, претходно само да довршам, не довршив. Ова што го реков сега, едукација на младата популација, тоа значи од семејството, градинката, основните школи, средните школи, значи сите на некој начин во континуитет треба да зборува за сообраќајот, треба да биде он тема постојанна и на тој начин да се создадат трајни навики кај децата за однесување во сообраќајот. Кога го спомнав семејството, мислам дека оно го удира темелот. Тамо почнува првиот разговор за сообраќајни правила и прописи за правилно однесување. И ако сакате, мислам би сакал да се обратам до родителите, ние сите ги сакаме неизмерно нашите деца. Тука тоа нема дилема. Меѓутоа не можеме животот да им го поклониме на нив. Мора да ги оспособиме да живеат во ваков живот реален, живот кој што е полн со предизвици, проблеми, опасности и така натаму. Значи, ако успееме да ги оспособиме да се борат, да се заштитат од сите тие опасности, ние како родител сме го оспособиле детето понатака да може да живее во еден таков реален свет. Сообраќајот е една од тие опасности кои што го демнат, затоа што сообраќајот е дел од животот на секој и само со изучување, само со едукација на децата за сообраќајните правила и прописи можеме да дадеме придонес детето да се заштити од опасностите во сообраќајот, затоа што тие навистина и се навистина да речам понекогаш и трагични еве случајот со сообраќајката што имавме скоро со автобусот така натаму. Повторно околу програмата јас ќе се осврнам што е она што содржи таа и како се реализира. Ние бидејќи наш таргет се групата младите, учениците, школската возраст така, ние за да реализираме програмата соработуваме со градинките, со основните и средните училишта. Значи имаме од текот на годината поголем број на активности кои што
се однесуваат на предавања, проекции, едукативен сообраќаен материјал, флаери. Потоа организираме одредени надпревари со цел да ги мотивираме децата повеќе да работат и наставниците во училиштата. Имаме квиз надпревари со учениците од основните училишта и градинката, потоа имаме надпревари со основните и средните училишта. Во основните тоа е детски семафор, а во средните училишта тоа е сообраќајна техничка култура на младите. Сите овие активности на некој начин ги реализираме, пак да повторам, во соработка со училиштата и на некој начин ги мотивираме наставниците, подготвувајќи за тој надпрва, да работат малку повеќе, да реализираат содржини од областа на сообраќајот и на тој начин темата сообраќај да биде присутна во училиштата и да се изучуваат сообраќајните прописи. Освен овие, имаме ние активности кои што ги реализираме, така да речам, по налог, според програмата на Републичката совет за безбедност на сообраќајот, затоа што они имат активности од национален и светски карактер и нив ги реализираме на начин кои со активности кои што се пригодни за таа манифестација. Имено, да речеме, имаме заштита на децата во сообраќајот во оквирот на таа кампања организираме одредени активности. Недела на безбедноста на децата. Потоа имаме месец мај на велосипедистите. Организираме одредени дефилеа, предавања со средните школи во главно и така. Па се до она активности скромни, меѓутоа сепак мораме да одбележиме и денот на жртвите во сообраќајот. Што значи дека во програмата се внесени поголем број на активности кои што мораме да ги реализираме, сакаме да ги реализираме сите, затоа што на тој начин сте исполнени задачата која ни е поставена и од локалната самоуправа и од Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот. Така. Како средината или како локалната средина влијае врз градењето на културата на граѓаните? Сообраќајната култура е начин на однесување, односно начин на размислување кога сме вклучени во сообраќајот. Тоа значи почитување сообраќајните правила и прописи. Кога еден учесник во сообраќајот ги почитува сообраќајните правила и прописи, се однесува според нив, викаме дека тој култура се однесува, односно правилно, односно култура се однесува, тоа значи дека има одредено ниво на сообраќајна култура. Морам да речам дека сообраќајната култура е дел од општата култура, односно сообраќајната култура е надградба на општата култура. И тука веќе самиот учесник во сообраќајот, зависно од општата и сообраќајната култура, се однесува вака или нака. Меѓутоа, сигурно дека во локалната самоуправа кај нас се создава одреден амбиент за нормално одвивање на сообраќајот, безбедно одвивање на сообраќајот и однесување на учесниците во сообраќајот. Одма да кажам дека овдека сите релевантни фактори во општината делуваме и ние се ставаме таму, за да создадеме на таков амбиент. Локалната самоуправа работи на делот на изградба, доградба, осовременување на сообраќајната инфраструктура. Факт е во Кавадарци дека последните 2 години се направени доста во тој план, се уредени сообраќајници, хоризонтална, вертикална сигнализација, семафори, раскрсници и така натаму, сето тоа. И тоа сето на некој начин ги наведува луѓето на правилно учество во сообраќајот. Кога имате обележан пешачки премин, слободен тротоар за движење или кога имате семафор кој што работи со сите 3 светли и така натаму, тоа ги, така да речам, ги полека ги васпитува учесниците во сообраќајот да правилно се однесуваат така кога се вклучени во сообраќајот. Тоа е едниот дел. Вториот дел, зборуваме за создавање на амбиент за културно однесување, за правилно однесување во сообраќајот. Вториот дел е примерот на секој поединец. Ние сите на некој начин можеме да дадеме пример за правилно и културно однесување во сообраќајот. Ако се разбира, ги почитуваме сообраќајните правила и прописи така како што тоа и сигнализација која што е изградена во градот. На тој начин, ако така се однесуваме, тие околу нас кои што не гледат, не следат, сигурно дека на некој начин ќе им дадеме повод и тие така да се однесуват и на тој начин некако више допринесуваме за
покултурно, за почитување на правилата во сообраќајот, односно културно действување и правилно действување во сообраќајот. И на крајот, ако сакате, амбиентот во градот најчесто е поврзан, да речеме, со домашното воспитување и со училишното воспитување и така натаму, и тие на некој начин треба да инсистират на едно убаво однесување во градот. Градењето на сообраќајна култура, тоа е приоритет на повеќе институции во градот, и јас ги спомнав, локалната самоуправа, општеството со одредени закони кои ги носи, полицијата со својата превентивна активност и репресивна, да спомнем и така натаму, и ние општинскиот совет како орган кој што работи на полето на безбедноста во сообраќајот. Ние како совет даваме одреден придонес, меѓутоа мораме да функционираме заедно со локална самоуправа и со полициска станица, да представуваме една функционална целина која што има иста цел, а тоа е побезбеден сообраќај во градот, за да можеме навистина да биде тој ефект кој што го очекуваме да биде малку подобар. Како локалната самоуправа придонесува, јас кажав, меѓутоа сакам да кажам дека Кавадарци е град во кој се вложува на полето на безбедноста во сообраќајот и има резултати. Кавадарци е град во врвот горе на табелата со најмал број на сообраќајни несреќи. Во 2017 година во Кавадарци се случила една сообраќајна несреќа и во 2018 исто така една сообраќајна несреќа, со жртви. Значи една жртва имаме во 17 и една во 18. Имаме бројот на сообраќајните несреќи, ова се податоци од сајтот на МВР. Бројот на сообраќајни тука некаде околу 130-40 се годишно, и тоа е воглавном тие сообраќајни несреќи се на потекот градско Прилеп. Нашата полициска станица и тој дел го покрива, и сите тие сообраќајни несреќи ги става на контото на општина Кавадарци и така натаму. Меѓутоа во Кавадарци многу е помал бројот од ова што го спомнав, мислам на општината Кавадарци, на градот со населените места и така. Инаку светската организација, да ви еве некои податоци, да видиме, да ви кажам, да видиме каде сме ние. Годишно во светот од сообраќајни незгоди животот го губат 1,3 милиони луѓе. Околу 30 до 40 милиони лица се повредени и останува со доживотни инвалидски последици. Тоа значи дека секојдневно околу 140.000 лица се повредени на патиштата широм светот. Над 3.000 умират дневно како последица на сообраќајна незгода, а околу 15.000 се онеспособени до крајот на животот. Според Светската здравствена организација, да повторам, годишно во светот 400.000 млади лица го губат животот во сообраќајни несреќи. 1100 загинати млади лица на возраст до 25 години секој ден го губат животот во сообраќајни несреќи. Ова е оно што на почетокот го реков, дека овие бројки ги загрижува така речен сите држави и прават напори да се намалат и бројот на сообраќајни несреќи, и бројот на повредени, и бројот на и материјалните штети и така натаму, затоа што тоа сето на некој начин е на терет на државата, заради тоа што една сообраќајна несреќа предизвикува жртва, потоа трајни последици, тоа лекување и така натаму, материјалните штети секако пак, што значи дека во таа насока се делува и сите сообраќајни правила и прописи кои се носат, а они со времето се менуваат, се па и би реков малку се зајакнуваат, се во насока да се намале бројот на сообраќајните несреќи, бројот на жртвите и се разбери материјалната штета. Општинскиот совет редовно го организира квиз над преварот по познавање на сообраќајните правила и прописи, така ќе биде и годинава. Кажете ни нешто повеќе за надпреварот, датумот на одржување и кој се ќе учествува во него. Квизот на преварот е едукативно сообраќајна воспитна образовна манифестација, ако сакате, или пропаганда на сообраќајот. Ние квиз на преварот го замисливме како еден час на кој треба да присуствуваат околу 230 ученици, колку што собира до салата од Домот на културата. Актери ќе бидат екипите на основните училишта, публиката ќе бидат слушатели и они на некој начин, секој поставено прашање на надпреварачите
Они имат време да размислат и да дадат одговор, а кога водителот на квизот ќе го каже точниот резултат, може да провера дали точно одговор или не. Значи, тоа е една поширока едукација за за учениците 5 и 6 оделение. Таа секоја година тие оделенија ги земаме така да секој ученик помине низ тој час на едукација. Инаку квизот е надпревар на учениците од основните училишта. Целта е, реков, прво поширока едукација и второ сакаме во училиштата, подготвувајќи наставниците, екипата, бирајќи на ученици, разговарајќи со сообраќајот, реализирајќи содржини од областа на сообраќајот, да повторам пак, да биде тема, да биде разговор, да биде предмет на учење во училиштата. И на тој начин таа е втората цел што сакаме да организираме. Морам да кажам дека квизната превод единствено во Македонија ние го организираме, затоа што он е навистина по обем, по содржина и по обврски доста, така да речам, сложен. И навистина треба голема желба и кај советот, и се разбира и локалната самоуправа за да се направи, да се организира тој квиз и да се направи нешто на тој план во смисла на едукација на младите. Инаку, квизот ќе се одржи утре, среда, 27 во 17 часот во Домот на културата. Има карти за сите ученици, оние кои што наставници им подават карти, оние кои што треба да дојдат. На квизнат преборот, значи учениците имат можност прво да учат сообраќајни правила и прописи, потоа имат можност да одговарат и да добијат награда. Иначе има прашање за публиката, за учениците. И трето, што е многу битно, да дојдат и да навиват за екипата на нивното училиште, што значи дека правиме тој квиз да биде навистина со една содржина која што ќе биде за децата позабавна, меѓутоа пред се едукативна манифестација. Јас во оваа прилика ги поканувам сите ученици да дојдат на квиз над преворот, како што реков, да учат сообраќај, да добијат награди и да навиват за нивната екипа. Ги покануваме родителите и они со своите деца нека дојдат заедно да ги едуцираме децата за сообраќај, да. Ви благодарам, господине Лазов, за учеството во емисијата. Благодарам што ми дадовте можност да поразговараме за сообраќајот. Ова е тема која што е актуелна. Сообраќајот, како што реков, представува дел од животот. Секој на некој начин е учесник во сообраќајот и секој има потреба да ги познава тие сообраќајни правила и прописи пред се заради лична безбедност и безбедност на тие другите покрај него. Секако благодарам. На крајот ова издание на емисијата со повод, почитувани гледачи, ви благодарам и вам за вниманието и секогаш кога сте вклучени во сообраќајот, бидете внимателни и почитувајте ги до крај сообраќајните правила и прописи. До гледање.